Дали сметате дека има перспектива за младите во Македонија? Искрено кажано, ние многу се трудиме, би сакале, но за жал не. Сметам дека доколку се инвестира во сопственото знаење, може да се оствари соодветен прогрес на самата држава. Сметам дека има перспектива, се дека доволно се трудат, но мислам дека тој порив за да одат надвор од државава се односно е поради тоа што има поголеми финансиски проблеми, но мислам дека тука и образованието е на наша страна, односно ни дава добро и доволно знаење. Повеќе опции би имале во странство отколку тука. За било кој факултет. Истото мислење. За другите не можам да зборувам, ама за себе си да јас гледам. Јас персонално сакам да работам како терапевт, и да, гледам дека има перспектива, барем за себе си. Тоа зависи до самите нас. Еве, например, јас планирам да го завршам факултетов, нормално да си останам овде, да си најдам работа со тоа што го студирам. Секако тоа зависи, пак ќе кажам, до нашата упорност, колку сме ние сконцентрирани на работата, колку секој може да успее во било која држава. За младите мислам дека е делимично ова прашање. Мислам дека има и нема иднина, зависно од на кои науки се посветени младите. За младите што имаат одбрано факултети од општествените науки, мислам дека веќе нема работни места и нема иднина за нив, а за младите што се на финк или на електро, мислам дека за нив има добра иднина овде. И ќе има уште многу подобра иднина за нив. Каде се гледате себе после 2-3-5 години? Лично се гледам во Република Македонија со сите напори што ги дадов тука, целото вложување што го направив, поготово во образованието, но ова моја одлука повеќе е лична, фамилиарна, а не е државна. Па не можам да ви дадам точен одговор, ама сепак сакам да одам некаде на страна. За сега немам определено, но и да би останала во Македонија не би било нешто со кое што не би можела да се гордам. Надвор од Македонија, дефинитивно. Исто. Европа или Америка. Све е подобро. Јас планирам приватно терапевтство да работам, затоа и дојдов тука во психологија прва година и до сега супер ми оди. Мислам дека за истите пари се работи тука и таму, само како ќе се снајдеш. Јас се гледам во мојата држава. Се гледам како професор по историја, ги сакам децата, сакам да им го пренесам моето знаење на тие деца. И да не ја сакаат историјата само по шаблон, туку да ја сакаат во вистинска смисла. Дали има некаква промена во однос на перспективите за младите во последниве неколку години или? Да, за среќа да, последната една година би рекла да, има промени, генерално климата е смената и тоа е осетлива генерално ни за сите институции. Многу е субјективно прашањето и тоа е всушност од кој колку сака да остане во држава, но за жал се повеќе и повеќе млади излегуваат од Македонија, но сепак мислам дека постои перспектива и дека за промени не знам, не би можела да зборувам. Сите знаеме дека има премногу кои што одамна се имаат иселено и за жал таа бројка се зголемува се до ден денеска. Може би тоа ќе биде мотив понатаму да остане во држава. Вистината е дека флуксот е така што младите се повеќе и повеќе надвор од државата одат, па тоа, сакаме сите да го смениме за младите да не прават така, ама е како што е. Затоа јас, ние само себе си може да се да действуваме, па тоа што јас сакам да го правам и што ќе го правам е тука да останам, тука да работам и тука да живеам целиот мој живот. Младите се заминуваат, завршуваат факултети, имаат академско знаење, а работат на запад во Макдоналдс или Кинг Бургер. Се зависи до нас. Како гледаме ние тука, како младите, знаеш, повеќе ќе кажат нема тука и ни накидаме во странство, ама јас не сум за тоа, не се согласувам за тоа. Мене ми е овде местото, ја овде сакам да успеам да градам кариера и тоа е тоа. И се надевам ќе успеам во тоа. Кој е вашето прашање? Што имате да им порачате на владата или на собранието, на пратениците? Моето прашање, не прашање, па поточно би била порака, значи реално да почнуваат со реформите. Ако сакаат младите да им останаат тука, треба реално да се фата со оваа работа. Само да се трудат повеќе да останат барем овие луѓе овие млади што се во оваа држава.